Со мене во студиото веќе е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Секако во фокусот е она што ни се случува во соседството. Освен Србија, вчера протести и во Грција, и тоа можам да забележам прилично жустри со молотови коктели, со одговор од полицијата, но прво да разговараме за Белград, а потоа ќе продолжиме со Да, во Атина. Атина само беа подсенка на овие протести во Белград. Трет ден од протестите вчера. Беше дискутабилно, практично дискутабилно и денеска дали ќе продолжат протестите. Причина за тоа се воредните мерки кои ги воведе српската влада, кои подразбираат наместо на иницијална каписла за протестите да се воведе полициски час. Српската влада како превентивна мерка од ширењето на ковид вирусот, односно експанзијата, имат голем број на заразени и починати. Во Србија воведе нови мерки, а тие предвидуваат забрана за собирање на повеќе од 5 лица. Токму тоа и беше дилемата вчера, дали воопшто ќе има протести и дали ќе има и дали денеска ќе продолжат тие протести. Имено вчера имаше протести бидејќи законската одредба која беше објавена од владата стапува на сила од денес, така да ќе видиме четвртиот ден од протестите што ќе се случува. Што Иако се најавени. Да, се најавуваат, меѓутоа одат преку социјални мрежи бидејќи нема организатор. Вчера во 18 часот преку социјалните мрежи повторно почна да се собираат луѓето по оние дводневни жестоки и агресивни протести во Белград, во Ниш и во Нови Сад, но вчера за разлика од претходните 2 дена доминираше еден гандиевски пристап на демонстрантите, односно тие под паролата "Седи не наседнувај", седеа на платото пред Српското собрание, каде претходните 2 дена беше вистинска војна, седеа и на тргот на слободата во Нови Сад. Значи седеа. А причина за тоа се уфрлените тие сметаат, тие провокатори. обвинуваат дека внатре се уфрлени провокатори од страна на, како што велат, режимот на Александар Вучич, односно оние навивачки групи, но тука мора да се призна дека тие рекоа дека има екстремни десничари и екстремни левичари кои си ја најдоа шансата во една целосна анархија да го искажат својата револти без околу актуелната состојба, не само против актуелната власт, туку против целото српско општество. Она ништо поминува. Она што вчера успеавме да го видиме беше мирно, имаше обид некаде околу 11 часот, повторно една група на протестанти или демонстранти да се обидат да направат провокација, фрлија петарда врз луѓето кои седеа на платото пред Српското собрание и да дојде до една меѓусебна тепачка, но за среќа вчера повторно ги кажам, сума сумаром, тие протести помина мирно. Мене ми е дилемата што ќе се случува денес. Понатаму, дали ќе има. Денес е за предстојниот викенд кога има посебни мерки. Посебни мерки со денеска. А во меѓувреме Вучич кај Макрон. Па тој отиде кај Макрон, беше обвинуван дека ги направил протестите, сега зборуваме една од сценаријата за кој беше обвинуван Вучич, за да не оди кај Макрон, треба да оди кај Макрон да го представи, да ја представи српската позиција за Косово, односно дека ја прифатил американскиот предлог за решавање на косовското прашање врз основа на демаркацијата или размена на територии меѓу Косово и Србија, ќе потсетам Прешевска долина наспроти северниот дел на Косово, барем тоа се шпекулациите кои изминатиот период одеа во јавноста, наспроти позицијата на Европската унија и пред се Макрон и Франција и Германија како посебни држави кои не се согласуваат Србија да го прифати и Србија и Косово да го прифатат тој план на Доналд Трамп, односно на републиканците, сметајќи дека доколку дојде до таква размена на територии може да дојде до сериозен домино ефект во европските држави и сите ќе бараат некоја размена на територии и може да дојде до целосен крах. Тој отиде да се види со Макрон. Денеска имаат видеоконференциска состанок со Меркел, Макрон, значи француско-германската оска во Европската унија која се противи на оваа политика, дефинитивно на Александар Вучич. Тука ќе дојде и косовскиот премиер Хоти и тие треба денеска да разговараат, па ќе видиме што точно ќе договори Европска унија. Ќе потсетам, Европската унија изминативе денови
или недели презема иницијатива наспроти американската за да ги седне на преговарачка маса Приштина и Белград, кои никако не може да седнат после година и пол, бидејќи се нешто се случува, посебно е тоа што председателот Хашим Тачи на Косово е повикан во Хаг, па тие на некој начин навредени од целата постапка одбија да седнат со Косово, со Србија на преговарачка маса. Така да подсетиме само дека протести освен во Белград имаше и во другите. Јас само сакав да додадам српски уште нешто. градови. Она што беше интересно е исто така повикот или обвинувањето дека една странска држава, разузнавачка служба на една странска држава е вмешана за овие протести, некако, иако сите предпоставувавме, се откри Москва која изјави, односно соопшти дека нејзина разузнавачка служба и дека таа како држава не стои зад протестите во Белград. Оно што е интересно, а што можеби малкумина од нашите гледачи и слушатели го знаат, е тоа што Вучич подолго време го обвинува оној така наречен Deep State на Москва дека се обидува да ја дестабилизира Србија. Значи не Путин, не актуелната власт, туку таа позадинска олигархија која наводно работи нели за интересите на косоварите и се обидува да ја дестабилизира Србија. Познати ни се нас разговорите за странски служби. Дејан, Тоа е сакам тоа. да те прашам и за соседна Грција. Во Атина вчера исто се протестираше доста Синоќ е жустро. до доцна, Да, доста жустро можевме да видиме од грчките медиуми, но таму се протестира затоа што го променија исто после бурна жестока дебата во собранието, Го грците усвоја конечно, го да. променија начинот на протестирање, односно малку им гиускратија правата на протест. за протести и протестите во Атина беа жестоки, можевме да ги видиме по социјалните мрежи, ама и по телевизиите кои можеме да ги фатиме тука. Беа жестоки протести, ми се чини идентични како оние во Белград пред 2-3 дена, со тоа што трае за време на дебатата на пратениците во грчкото собрание, но откако тие го усвоија овој закон, демонстрантите се повлекоа. Повторно ќе кажам, и таму има огромен број на екстремна левица и екстремна десница кои овакви мигови на политички вакуум гледат да го искористат, да го покажат првин својот револт и без, и второ да упатат порака дека не се задоволни од начинот на практицирање на политиката во грчкото општество. Ќе видиме и таму што ќе се случува, дали ќе се почитуваат тие законски одредби или можеби овие екстремни групи ќе продолжат да протестираат, а ние знаеме дека грците се познати по тој начин на жестоки демонстрации што сме ги гледали изминатите години. Дејан, благодарам за оваа анализа, секако и од понеделник остануваш, бидејќи ќе има што да се зборува за регионот, како што можеме да забележиме, коронавирусот не ги спречи граѓаните на неколку држави да излезат. Го игнорира на протест. тотално, ми се чини она седење, само ќе додадам пред собранието, немаше ни дистанца, колку што успеав да видам, не носеа ни маски, Дел од нив не носеа така да маски. тек допрва Вчера ќе рипа, разговаравме за таа тема. ќе рипаат бројката на заразени. Благодарам уште еднаш.